Во целата оваа рашуманијада правосудна во Македонија најмалку се говори за улогата на адвокатите. Какви се вашите искуства во сите овие процеси кои ги имате? Која е улогата на адвокатите? Бидејќи тоа е еден дел од правосудниот систем кој што сега ќе ми се налутат веројатно некои од моите пријатели адвокати, но кои што знаат највалканите работи да се одвиваат на тоа ниво, бидејќи тоа се тие middlemen што ги кажат посредници кои што одат на сите страни за да. Имате ли такви искуства и со вашите? Апсолутно, и тоа се очекува од нив да посредуваат помеѓу осомничените. Добро, ама мислам посредување и преку некоја линија на пристойност и на законски овластување и така натаму. Не, јас не навлегувам. Се доделе пари, директно ве прашувам, се доделе пари? Не, напротив, мислам дека соработката е добра, оптеретени се бидејќи еден мал круг на адвокати се занимаваат со нашите предмети и се повеќе ја сваќаат својата улога во судењата и се надевам дека во идните случаи или во истрагите кои ги имаме, ќе ги имаме и првите спогодби во однос на некои покрупни предмети, во однос на некои затворски казни, дека правилно ќе ги советуваат своите штитеници. Бидејќи не видовме тој однос на адвокатите, јас неколку пати сум ми пишувал, на некои луѓе да проговореа, да се понудеа да бидат соработници на правдата, веројатно полесно ќе поминеа отколку што сега поминуваат со пресудите и со самите судски процеси. Ние имаме соработници. Која ви е политиката? Вие сте отворени за таков? Да, апсолутно да, во секој предмет, во секоја истрага, тоа го знаат адвокатите. И имаме например Миле Јанакиевски ако сака да проговори дури во овие доцни фази на процесот. Во зависност. Бидејќи има неколкумина кои што знаат баш да кажем највисоки детали на тоа како се евентуално правени криминалите. Дали тој профил на обвините ви се профил во зависност од предметот, во зависност од тоа дали е во организаторите на действијата за кој е сторено кривично дело, дали е припадник или е член на таа група. Доколку е организатор, тогаш нема, законот не дозволува например соработник, заштитен сведок. А доколку во едно дело сака да соработува за да и во неколку други дела му солесни позицијата, има тоа врска едноставно? Или имате неколкумина кои што се во 5, 6, 7, 8 дела? Не, во тој дел не е развиено правото на тој начин. Доколку се во истрага сите предмети, можеби да се најде начин, но доколку некои се предмети во судење, таму е завршена веќе работата, веќе е судот е тој кој одлучува, обвинителството нема ингеренција. Доколку кај нас се водат повеќе предмети за одредено лице, еве да не го земеме Емиле, некој друго лице. Јас го спомнувам господин Јанакиевски бидејќи е навистина еден од тие што е најчесто на тие скалите на кривичен суд. Повеќето предмети започнуваат со него. Мислам дека има простор за преговарање. Адвокатите ја разбираат таа проблематика на тој начин? Да, има одредени лица што има адвокати кои ја разбираат, но не знам како ги советуваат своите штетеници, бидејќи не се одважуваат уште да пристапат на тој чекор.